За жал и по 4 години од донесувањето на законот ние се уште се соочуваме со ситуација дека законот се уште нема основ за дискриминација, сексуална ориентација и родов идентитет и покрај меѓународните обврски кои што постојат на страна на државата. Основните правни обврски во однос на заштита на правата на ЛГБТ заедницата произлегува од најпрво забрана за заштита, од дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет, овозможување на слобода на изразување, слобода на здружување, забрана на хомофобичен и трансфобичен говор. Една од причините зошто сметаме дека треба да се измени и дополни законот за спречување и заштита од дискриминација е зголемениот говор на омраза кон транс лицата и лицата со хомосексуална ориентација, зголеменото насилство во јавниот простор, случаите на семејно насилство, хомофобичен говор, хомофобична содржина и вознемирувачка содржина во учебници во сите нивоа на образование. Ова се причините поради кои што сметаме дека законот треба да во својата одредба членот 3 каде што се наброени основите со кои се забранува дискриминација да вклучи сексуална ориентација и родов идентитет. Другата причина зошто сметаме дека треба овие два основи да влезат во законот се меѓународната обврска превземена на државата со потпишување на Европска конвенција за човекови права и други меѓународни договори на Обединетите нации, како и праксата на Европскиот суд кој што произлегува од интерпретирањето на конвенцијата. Судот во неколку наврати има потенцирано дека дискриминацијата врз основа на сексуална ориентација е недозволена. Значи, како што е недозволено разликувањето врз основа на пол, на ист начин државите не смеат да прават разлика исклучиво врз основа на сексуална ориентација. Од тука сметаме дека нашето законодавство треба експлицитно да забрани. Ние имаме случаи на закони кои што се донесени пред Законот за спречување и заштита од дискриминација и по донесувањето на Законот за спречување и заштита од дискриминација кои што во себе содржат само декларативна изјава дека се гарантира правото на недискриминација и каде што се спомнува сексуалната ориентација како основ, но сепак ни недостасува закон кој што експлицитно ќе забрани дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет. Тука посебно сакам да потенцирам дека во процесот на носење на законот ние отворивме дебата и беше отворена јавна дебата во однос на за и против внесување на сексуалната ориентација, додека родовиот идентитет некако беше ставен настрана, не беше посветено внимание за потребите од внесување на родовиот идентитет. Сметаме дека ова исто така битен основ кој што треба да се најде во членот 3. Имено родовиот идентитет е една од основните фундаментални карактеристики на човекот и од тука произведува и различни ситуации во кои што транс лицата со различен родов идентитет од полот назначен при раѓање може да бидат изложени на вознемирување, дискриминација, насилство и така натаму. Во услови кога постои целосен правен вакуум во Македонија каде што се регулираат правата на транс лицата, сметам дека Законот за спречување и заштита од дискриминација треба да биде почеток во формирањето на правната рамка која што ќе пружи заштита од дискриминација на транс лицата, односно лицата со различен родов идентитет. Понатаму, друга причина е потребата од правно признавање на ЛГБТ заедницата. Фактот што се исклучени од основниот рамковен закон кој што ги штити од дискриминација по сите основи во сите сфери на општествениот живот, па и приватната сфера, исклучена една група на луѓе кои што имаат свој идентитет, имаат потреба од правно признавање и јасна видливост во законската рамка.